Деновиве актуиран е деталниот урбанистички план Карпош 3. Некои велат ке се градат згради. Ваш коментар за тоа? Социјалдемократскиот сојуз да престане со своите лаги, затоа што нема никаква, ама баш никаква измена во деталниот урбанистички план, односно единствена измена во деталниот урбанистички план е што уцртуваме паркинг покрај и пред општинската зграда со цел да не одиме уште еден спрат под земја и зашто тоа одење уште еден спрат под земја ќе ја чини општината 500.000 евра, а нема потреба да ги трошиме тие средства. Одговорно тврдам дека никакви измени други нема урбанистичкиот план и дека се тоа само лаги на Социјалдемократскиот сојуз, особено за објекти и згради кои што се оцртани уште во 1998 година со 22 метри висина и сите тие таков урбанистички план можат граѓаните да дојдат во општината, да им го покажеме урбанистички план и да видат дека сето тоа е цртано уште во 1998 година. И јас сум длабоко убеден дека овие лаги што ги прави Социјалдемократскиот сојуз ќе му се вратат и тоа како ќе му се вратат на локалните избори. Затоа што граѓаните на Карпош не заслужуваат да бидат лажени, туку граѓаните на Карпош заслужуваат да им биде кажувана вистината. Дали е таа им одговара или не, тоа е сосема друго прашање, но во секој случај граѓаните треба да добијат вистински одговор на нивните прашања, а не цело време некој да ги носи граѓаните во заблуда. Предходно со предходни измени на урбанистичкиот план ги лажеа дека ќе се рушат руските згради и дека ќе се прават трговски центри. Мислам, веќе, како да ви кажам, не можете да претпоставите до каде ќе одат нивните лаги. Или таму каде што е предвидено хотел, значи таму е уцртан објект уште 1998 година со висина 22 метра. Исто така пред големата зграда на Горење уцртани се повеќе објекти уште 98 година со висина од 22 метра. Така да сите тие нивни лаги паѓаат во вода, но што да правиме? Мора да ги издржиме и овие лаги на Социјалдемократскиот сојуз.